Сојузот на синдикати на Македонија останува незадоволен и протестите од наредната недела ќе ги замени со блокади, а први на удар според нив ќе бидат пратениците. Наредната недела, како што најавивме на големиот протест, ќе започнеме со блокади. Пратениците во собранието веројатно ќе бидат првите кои ќе ги блокираме, затоа што тие не блокираат цела година, го чуваат законот во фиока и не сакаат да ги зголемат платите на работниците. И веројатноста е наредната недела да дојдат со автобуси пешки, како што доаѓаат најголем дел од работниците, како што доаѓаат работниците без права на патни трошоци како пратениците. И ќе ги чекаме да ги поздравиме за да им кажеме дека треба да гласаат, да ги потсетиме дека таму се заради нас и дека ние сме ги бирале. И тоа ќе биде следниот чекор кој Сојуз на синдикатите на Македонија ќе го направи. Од ССМ повикаа дека синдикалното незадоволство може да се прескокне доколку во понеделник владин представник во ССМ потпише колективен договор за зголемување на платите на вработените за 40%. Го повикувам представникот на владата, а тоа го кажав и во емисија пред 2 дена. Во понеделник, во 9 часот, да дојде во ССМ, да се потпише колективниот договор со кој ги зголемува платите на сите вработени за 40% како што пишува во соопштението на. И исто така, наместо во 2028 година да зголеми минималната плата од февруари месец 2026 година. Го чекам. Доколку не дојде. Што ќе прават тогаш? Го покануваме преку вас медиумите да дојде, да ја зголеми платата на кој според манипулациите кои ги искажуваат се само одбил да се зголеми, а патем протестираме и од улици им кажуваме дека не ги зголемуваат платите. Да не речат после дека има некакви политички намери. Владиниот став и по овој последен повик пред генералниот штрајк на ССМ останува идентичен, а тој е дека минималецот ќе се зголеми за толку колку што ќе се договорат синдикатите и работодавачите. Бидејќи таков договор до овој момент нема, најреална е опцијата минималецот во март да се зголеми согласно законот за плати, што значи дека тоа би било помеѓу 1500 и 2000 денари.